Добре дојдовте. Денес ке се нурнеме во еден навистина интересен библиски коментар и ќе го претвориме во една, се надевам, јасна и привлечна приказна. Приказна за една сосема неочекувана експанзија. Значи, како една идеја не само што преживува, туку дури и просперира кога е под напад. Па, токму тоа ќе го истражиме. Ова анализа, која се базира на коментарот од Мариноел Табу, ја открива таа изненадувачка приказна. Како една рана идеологија растела не и покрај неволите, туку верувале или не, токму поради нив. Во ред, да почнеме со првиот дел – неочекуваната експанзија. За да го разбереме овој, навистина парадоксален раст, ќе се вратиме малку назад, во книгата Дела на апостолите. Добро, за да ја сватиме целата ситуација, мора да знаеме дека во раната христијанска заедница во Ерусалим имало една важна поделба. Имало две главни групи. Првата биле локалните евреи кои зборувале арамејски, а втората, тие биле хеленистите. Кои се тие? Тоа биле еврејски христијани кои зборувале грчки. Тие не биле од Јерусалим, туку доаѓале од различни делови на Римското царство или, како што е познато, од диаспората. И, како што често се случува, избил спор. Но она што следело било навистина жестоко прогонство. И сега, тука е клучниот момент. Прогонството не било насочено кон сите, туку многу конкретно кон хеленистите. На мета биле нивните водачи, како Стефан и Филип. А локалните апостоли, оние од групата на евреи, тие, барем во тој момент, биле оставени на мира. Притиснати до зид, хеленистите немале друг избор, освен да бегаат. Се распрснале од Ерусалим низ цела Јудеја и Самарија. И на прв поглед ова изгледало како тотален пораз, нели? Но токму тоа бегство, всусност, го посеяло семето за нешто многу, многу поголемо. И тука лежи тој централен парадокс за кој зборуваше Мариноел Табу. Замислете, самиот чин што требало да го згасне движењето, станал моторот за негово ширење. Пораката, добрата вест, ги преминала границите на Иерусалим, но не и покрај прогонството туку, токму поради него. Неверојатно, зарам не? Ова не носи до вториот дел. Основата на надежта. Се поставува прашањето. Што ги терало овие луѓе, кои биле распрснати и прогонети, не само да се кријат и да преживеат, туку активно да ја шират својата порака? Што всушност било горивото за таква издржливост? Одговорот може би се крие во првото послание на апостол Петар. Тоа директно се осврнува на ова. Им дава совети на верниците кои не се соочувале со, да речеме, насилно прогонство, туку со нешто посуптилно, постојан подсмев, социјален притисок, едно општо непријателско обкружување. И советот што им се дава е многу интересен. Не им вели одете и расправајте се или проповедајте на сите. Не, вели нешто друго. Бидете подготвени да дадете одговор за надежта што е во вас. Клучниот дел е што советот е да се одговори само кога некој ќе праша. А од каде извирала таа надеж? Незината основа лежи во една клучна двојност. Во верувањето дека Христос, од една страна, бил поразен во физичкиот свет, усмртен по тело, но од друга страна, тој победил во духовниот свет, оживеан по дух. Со други зборови, ја победил самата смрт. И ова е навистина клучната поента. Не станува збор за некаков слеп оптимизам, знаете, се ќе биде добро. Не, станува збор за длабоко убедување. Убедување дека најголемото зло од сите, самата смрт, веќе е победено. А ако смртта е победена, тогаш секоја друга помала неволја изгледа совладлива. Токму тоа верување ја создало таа, речиси, неуништлива надеж. Добро, да преминеме на третиот дел – ветувањето за бранител. Досега видовме две работи. Имаме еден надворешен настан, прогонството, и една внатрешна сила, надежта. Но Евангелието по Јован воведува и трет, можеби одлучувачки елемент, еден внатрешен извор на моќ. Сцената е последниот разговор на Исус со неговите следбеници. И тој им дава едно многу важно ветување. Нема да ве оставам како сираци. Им ветува дека нема да бидат сами, туку дека ќе им испрати друг бранител, кој ќе остане со нив за секогаш. Ајде малку да го разгледаме овој збор, бранител. На грчки е параклет. Ова е интересно. Тој збор не означува адвокат кој ве брани пред судијата, туку повеќе како советник, некој што стои до вас за време на судењето.
Некој кој е таму да помогне, да советува, да биде поддршка. И ова е една огромна, фундаментална промена. Изворот на сила и водство се менува. Повеќе не доаѓа од надворешен, физички лидер кој е покрај нив. Сега, тој извор станува внатрешен. Постојано духовно присуство, внатре во нив, Светиот Дух. И така, стигнуваме до 4тиот дел, сведочење преку живот. Значи, имаме група луѓе со непоколеблива надеж и со внатрешен застапник. Прашањето е, како сега тие треба да ја споделат својата порака? Како што ќе видиме, стратегијата била многу повеќе привлекување отколку наметнување. И повторно се враќаме на првото послание на Петар, кое ни открива една многу суптилна стратегија во 3 чекори. Не се работи за гласна прокламација, туку за нешто сосема друго. Се почнува од внатрешното убедување. Потоа, тоа убедување се преточува во живот кој самиот по себе е сведоштво. И на крај, зборовите доаѓаат дури на 3-то место, и тоа само по барање. Во коментарот на кој се базира оваа анализа, се истакнува еден анонимен цитат кој совршено ја доловува целата идеја. Гласи: зборувај само кога ќе те прашаат, но живеј така што ќе те прашаат. Мислам дека ова кажува се. Делата треба да ја предизвикаат љубопитноста. Значи, целиот пристап требало да се одликува со благост и почит, без агресија, без наметнување. Идејата била животот на еден верник да биде толку впечатливо поинаков, толку позитивен, што едноставно ќе ги направи другите љубопитни. Примарната порака, всушност, било доброто однесување. И тука гледаме дека целта не е да се победи во некаква дебата или расправа. Воопшто не. Целта е многу поразлична, да се создаде вистинска, автентична можност за разговор. А тој разговор не е наметнат, туку е поттикнат од самата љубопитност на соговорникот. И така, овој древен модел на комуникација, каде што делата исполнети со надеж зборуваат погласно од зборовите и предизвикуваат прашања, не остава со една последна мисла за размислување, особено во нашиот современ контекст, да се запрашаме, што е тоа во еден живот денес што навистина поттикнува прашања?